На пресконференцијата беше представен новиот тренер, новоелидите во тимот, но и новите пријатели и помагатели на градскиот ракометен клуб Тиквеш. Беше најавена новата сезона од првата македонска ракометна лига со нова енергија, нови играчи, средства и позитивна амбиција. Амбициите се поголеми очекување исто така и покрај супер силната група 1, но и сосема оправдани со оглед на тоа што во тимот по успешната кариера во македонските клубови се враќа Милан Левов, но и некогашните негови соиграчи од најсветлите денови на кавадаречкиот ракомет Илија Грозданов, Васко Димитров, Ордан Челазов и Јовица Јошев. Дополнително тимот на располагање ќе го има и Димче Минов од тимот на Борец, кој сезонава како позајмен играч, ќе се обиде да го надополни дефицитот на позицијата десен бек. Тимот ќе го предводи искусниот тренер Драган Сукара, кој веќе подолг период работи со овој клуб. Поддршка на новиот проект даде и локалната самоуправа која со 100% го зголемува буџетот за клубот, но и од јавното предпријатие Комуналец, потоа Кожувчанка, ДОО и Екстра бус, како и од новите партнери Винарска визба Милев, Гоце Делчев Тиквеш и Инел Интернационал од Кавадарци. Целта на клубот е да направиме спој меѓу младоста и искуството, да обезбедиме долгорочност на кавадаречкиот ракомет. Сакаме да го искористиме искуството на Левов, Грозданов, Димитров, за да создадеме нови квалитетни играчи. За таа цел во првиот тим вклучивме неколку играчи од младинската категорија, кои веруваме дека ќе имаат свој допринос во успесите во новата сезона, рече меѓу другото Зоран Јосифовски, член на извршниот одбор на клубот. Богата забавна содржина, убав ракомет, нови дресови и клубска химна, која ќе биде промовирана овие денови, беше најавена од Радко Мицев, кој исто така е дел од извршниот одбор на клубот. Сакаме, рече тој, да ја привлечеме публиката повторно во салата, ветуваме дека ракометарите ќе дадат се од себе, но и дополнително ќе организираме бројни наградни и забавни содржини за сите во публиката, која ќе ни даде поддршка, веруваме, но и ни е во овој момент најпотребна, но и за која всушност се игра и ракометот, рече меѓу другото Мицев во изјавата на пресконференцијата. Првиот надпрев во новата сезона кавадаречкиот тим го игра викендов против секогаш незгодниот тим на Младост од Богданци. За точниот термин на одигрувањето на истиот јавноста ќе биде известена. Спортот сам по себе го прави да биде многу посебен, како што е многу нешта. Дружењето, припадноста и здружувањето, упорноста и тврдоглавоста, развојот на карактерот на човекот, здравиот дух и пред се емоциите на успехот. Ние денеска, како единствен ракометен клуб во град Кавадарци, имаме за цел да ви представиме како оваа тековна надпреварувачка сезона ќе пробаме сите оние добри особини на колективниот спорт да ви ги представиме и вам и на пошироката јавност со цел заеднички да создадеме уште една ракометна приказна во овој град како што имаше многу низ времето. Овој клуб е формиран 2014 година и практично представува возобновување на традициите на поранешниот ракометен клуб Тиквеш, клуб со светла традиција. Овие 3 години се обидувавме да преживуваме поради условите во кои функциониравме, пред се финансиските, но и фактот што играчкиот кадар со оглед на затишето во ракометот во Кавадарци во еден период од 4-5 години беше сведен на минимум. Она што ја разликува ова година, надпреварувачка година, 2018-19, од изминатите е тоа што се чини дека прв пат правиме еден исчекор напред. Бар се надеваме дека ова ќе биде почеток на една подобра ракометна кавадаречка приказна. Задоволството и оптимизмот ни го дава фактот што веќе на почетокот на оваа полусезона имаме оформен посилен ростер на ракометари, имаме се поголем број на пријатели на клубот кои ќе ја заокружат финансиската конструкција и за прв пат во овие 3-4 години на постоење на клубот ние тргнуваме во еден проект каде што ќе обезбедиме и соодветно наградување на ракометарите, соодветно зборам на можностите што ги имаме во овој момент, минимално е, но секако за почеток представува една основа која можеби заедно со подобрите резултати кои ги очекуваме ќе представува основа за надоградување и во тој поглед.
Јас пред да му го препуштам зборот на ново кооптираниот член на управата на клубот Радко Мицев, кој детално ќе ви изложи кои се тоа се новитети и во играчкиот кадар, и во начинот на раководењето со клубот и на крајот на тренерската позиција, само би се осврнал на оние субјекти кои што го помагаат постоењето и функционирањето на овој клуб. Тука е пред се локалната самоуправа, која оваа година го зголеми буџетот за клубот, и тоа за 100%. Тука е јавното предпријатие Комуналец, тука е нашиот од почеток спонзор АД Кожувчанка и Екстра, која што го врши превозот на ракометарите за надпреварите, а веќе имаме и нов спонзор од оваа полусезона, а тоа е винарската визба Гоце Делчев, која се вклучи во помагањето на проектот Ракометен клуб Тиквеш 2014. Во преговори сме со уште неколку спонзори, а би сакал да го истакнам особено Инел Интернационал, кој што е и медиумски покровител на клубот. ГРК Тиквеш 2014 оваа година се надпреварува во прва лига и за разлика од претходната година, оваа година надпреварувачкиот процес се променет. Клубовите се надпреваруваат во две групи, кои се борат за плей-оф и плей-аут фаза во втората полусезона. ГРК Тиквеш 2014 се наоѓа во група 1, заедно со Работнички, ЦЕМС, Преспа, Партизан, Младост Богданци, Металург и Весна Акумулатори. Оваа надпреварувачка сезона, како што кажа и Зоран, значи донесовме одлука како управа најпрвен да ги повратиме сите добри и истакнати ракометари кои се од град Кавадарци. Па така оваа година како заселување го имаме десниот бек Милан Левов, кој е денеска со нас, голманот Васко Димитров, пикерот Јовица Јошев, како и оваа година ги имаме и стандардни играчи, ги имаме во текот на цела сезона во ростерот на клубот и капитенот Илија Грозданов и десното крило Орданчо Лазов. Особено сме горди што и оваа сезона и оваа година го имаме нашиот надежен репрезентативец, десниот бек Васе Витанов. За оваа сезона имаме на располагање вкупно 25 стандардни играчи и еден позајмен играч со двојна регистрација од суперлигашот борец левиот бек Димче Минов. На наше огромно задоволство, како на нас, така и на играчите кои се дел од клубот, би сакале да ви го представиме нашиот нов тренер за оваа надпреварувачка сезона 2018-2019 година, а тоа е Драган Сукара. И пред да му дадам збор на Драган, би сакал на пошироката јавност од името на клубот да им ветиме добар ракомет, забавна програма за време на надпреварите, како и влез во Суперлига. Чест ми е што бев повикан од управа на ракометниот клуб Тиквеш. Тиквеш секо е големо име со традиција, со големи успеси. Работиме веќе месец дена. Задоволен сам од дисциплина, од залагање на тренингу и се надевам да направиме добар резултат за оваа полусезона. За пар екипа знам, пример ЦЕМС е нека нова екипа, скопска екипа, тој е составljeno од веројатно неки доста екипа и се растурло у Скопју, не знам. За Младост Богданци, тамо Семите Стоилов и нека академија njihova. Весна Акумулатори, они имат, мислим, пар појачања, тоа сам баш данас слушнал. Пробиштип. Да, Пробиштип, Весна Акумулатор, Пробиштип. Ресен, они стандардно имат добра екипа. Најсериозен у нашој групи е Работнички, имат појачувања од двојца украинаца, плюс, не знам, од Металург, ја мислим да имају од Бутел, да сме направили добра екипу. Кој ше има од Скопје? Академија Металург, сигурно добра екипа.
Те две екипе би издвоио у нашој групи и мислим да може да се наđemo меѓу прве 4. Не знам колку сум во стање да бидам стариот тој Милан Левов. Сепак имав многу повреди. Тук сум да помогнам и на играчи и исто и тие мене. Јас само морам првен да се навратам на Левов, познавајќи го и неговиот карактер, а и самото искуство кое што го има, јас можам да тврдам дека Левов се враќа на голема врата на ракометот, гледајќи го припремниот процес и тоа како се спрема и неговата упорност на самите тренинзи и припремниот процес. Значи ростерот е веќе затворен, секое дополнително засилување би дошло добре дојде за кавдаречкиот ракомет, особено ако станува збор за играч кој што потекнува од Кавадарци. Моменталната конструкција и ростерот кој што го дозволува тимот се такви какви што се, али и со оглед на тоа и следејќи ги припремите, мислам дека имаме добар ростер и може да очекуваме добра надпреварувачка сезона. Целта на овој клуб не е да донесе 6 странци и не знам уште колку играчи од други градови. Целта на овој клуб е да спред се создаде систем на работа со млади. Но во исто време, ако се обезбеди една финансиска конструкција, а јас апелирам до сите луѓе во градот кои што можат да помогнат. При тоа тој износ не е не знам колку голем за да не може на годишно ниво да се обезбеди. Тогаш можеме да ги вратиме сите оние наши ракометери кои играат во странство или играат во други клубови во Македонија. Тоа би било идеално, да покрај едни докажани, квалитетни наши ракометери, новите генерации на млади ракометери стасуваат. За да дојдеме до целта, која што си еве поставено во некој догледен период, а тоа е да во Суперлига играме како Тиквеш со кавадаречки ракометари, евентуално со 1 до 2 засилувања. Значи не е целта да ние направиме еден буџет кој што ќе биде пренапумпан и ќе плаќаме за играчи од страна, а да после 2 години сето тоа се растури и да повторно дојдеме да 5 години или 10 години немаме ракомет во Кавадарци. Многу ми се допадна прашањето ваше, бидејќи идејата е токму тоа. Се вредно што има Кавадарци да го собереме. Ама за тоа ќе ни биде потребна една посолидна финансиска конструкција, а се надевам дека со еден иницијален успех во оваа полусезона на поинаков начин ќе можеме да разговараме со сите релевантни во градот на почетокот на втората полусезона. Ракометот е колективна игра. Ракометот во ростерот за секој надпревар 16 играчи. Вие гледате дека на оние врвни надпревари сите 16 играчи малте не даваат свој придонес и дел од успехот или неуспехот е и нивна заслуга. Значи, има место за сите, повозрастните да го дадат својот максимум, да бидат предводници, а младите да стасуваат со нив. Кога тие ќе стасаат, овие ќе си заминат во пензија, а следните веќе доаѓаат. Така да, мислам дека некој анимозитет во тој дел и дека треба да има некоја поделба на добри и лоши, на стари и млади играчи, не би требало да стане збор. За мене постојат само играчи кои што може да го носат дресот на клубот според залагањата, според квалитетот и оние кои што немаат доволно квалитет или да го прават тоа. Има простор да играме со сите. Тоа е моje мислење. Драган е сигурно компетентен за тоа да каже, меѓутоа има простор за сите. Во врска со медиумската кампања започнуваме најпрвен со оваа пресконференција. Веќе во изработка и подготовка е значи песна, тоест химна на самиот ракометен клуб, која што ќе биде изведена од повеќе изведувачи од град Кавадарци, а е во изработка на Зоки Дейзи, снимена кај Пепи Ангелов. На самите надпревари, значи, нема да имаме надпревари и карти за влез на самиот надпревар. Туку решивме оваа сезона да одиме со покани и влезници на кои што ќе се засноваме со талонски број, кои што на самите полувремења ќе имаме доста излекување и награди за анимирање на публика. Сме во преговори со лозари, навивачка група за еден добра атмосфера во сала, али уште е тоа неофициализирано. И на секој може начин, значи, ќе се потрудиме да го вратиме ракометот во Кавадарци, а со тоа и публиката, бидејќи сепак
публиката во спортот е исто како игра на еден играч. Може би јавноста не знае дека пионерите, значи генерација 2002-2003 ми се чини дека е 2003 до 2003 и помлади. Практично лани се надпреваруваше во првата пионерска македонска ракометна лига. Тоа е надпреварување кој се одвива во 4 групи по региони. И нашиот пионерски тим се пласира на Final Four и го освои третото место. Во полуфиналето бевме поразени од Вардар, а во надпревар за трето место ја добивме Струга. Така да тој тим сега повторно остана пионерска категорија до 2003 и помлади, така да ќе се надпреваруваат и оваа година, иако голем дел од нив се веќе приклучени кон првиот тим и даваат свој придонес на надпреварите и за првиот тим. Ќе биде проширен ростерот со некои помлади ракометари кои веќе созреваат за да можат да играат, но она што сакам да го дадам како одговор како дополнение на ова ваше прашање е тоа дека ние во овој момент главно ги користиме играчите кои ги создава Металург јуниор, односно Чире Василев со својот клуб, односно својата младинска школа и Академија Вардар во помал број. Но наш план е секако да во рамките на клубот се воспостави младинска школа која би имала опфат на деца од 8, 10 и 12 години и која би представувала основа за создавање на ракометари во наредниот период. Секако дека ракометарите кои се продуцираат и во другите ракометни школи секогаш се добро дојдени во нашиот клуб.